И вечерва сме овде, пред палатата на правдата, да го искажеме нашиот револт за сите неправедно притворени од случувањата на 27 април. Да го искажеме нашиот гнев против монтираните обвиненија за тероризам против нашите херои и патриоти, кои немаат во својот живот ниту еден прекршок направено. Оваа влада врши политички реваншизам и прогон кон сите неистомисленици. СДС, како во времето на Информбирото, се пресметува со искрените патриоти и родолюби. 47 граѓани на Република Македонија, 47 наши браќа и сестри, но пред се големи патриоти и херои, без никаков основ се ставени во притвор. На удар е секој кој си ја сака својата држава, кој си ја сака Македонија. Искрените патриоти се обвинуваат со тешки обвиненија за тероризам и се ставаат во затвор. За во исто време, вистинските терористи и убијци да се пуштаат на слобода. Нашите херои, Јане Ченто, Игор, Јохан и Љупчо, Игор Дурловски, Елена и Иван, Саше и Љубен, Владо Јовановски, Митко Чавков, Богдан, Жаклина, Борис, Горан, Вили, Крсто, Митко Пешев, Иле и сите други, кои нема да ги споменам, но подеднакво ни се во мислите, имаат само едно заедничко, а тоа е безусловната љубов кон Македонија. Овие луѓе не се терористи. Ако е тероризам да си ја сакаш својата држава, ако е тероризам да ја пееш македонската химна, тогаш и јас сум терорист. Тогаш сите ние сме терористи. Затоа што сите ние си ја сакаме Македонија. Затоа што сме ја пееле и ќе ја пееме нашата една и единствена македонска химна. Секоја генерација има своја борба. Ова е нашата борба. Наше е дали ќе го дигнеме гласот против неправдата или ќе останеме неми посматрачи и ќе гледаме како се апсат патриоти и како ни се деле Македонија. Наше е дали ќе застанеме на страната на патриотите, на оние кои 80 дена ја пееја македонската химна и гордо чекореа по улиците низ Македонија, а чекореа затоа што знаеа дека темни облаци ќе се надвијат на Македонија, дека оваа предавничка влада ќе изгласа двојазичност, ќе потпише срамен договор со Бугарија. И на крај, сака да ни го продаде нашето вековното име, она за кое нашите предци со векови се бореле. Но како што рекол големиот Никола Карев, ние веќе го кренавме светото црвено знаме и назад враќање нема. Ние сме ВМРО ДПМН и нема да дозволиме нашите браќа и сестри неправедно да бидат осудени. Ние сме ВМРО ДПМН и ќе одиме до крај. Нема да не уплашат, нема да не скршат и разединат. Ќе останеме силни, единствени и сплотени. Затоа што само така ќе успееме. Од ова место бараме ослободување на сите 47 неправедно обвинети македонци. Тука сме вечерва, тука ќе бидеме и утре вечер. Ќе бидеме тука се до ослободувањето и на последниот притворен. Враќање нема, продолжуваме напред. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечна Македонија.